Непоправлива штета на правниот систем се измените на кривичниот законник, кои на шверцарски начин беа донесени пред 2 години во собранието од СДСМ и ДУИ. Председателот на Уставниот суд критикува дека намалувањето на казните за висока корупција биле донесени со европско знаменце без во нив да има каква било европска регулатива, без јавна и експертска дебата во брза собраниска процедура, со што претениците им свртеле грб на граѓаните кои ги гласаат. Според Дарко Костадиновски, Уставен донел историска одлука со тоа што му наложил на законодавниот дом за 6 месеци да ги направи потребните измени на кривичниот законник, рок кој се продолжи поради локалните избори. Укинувачка одлука би направила уште поголема штета од штетата што ја направија пратениците носејќи ги тие измени и дополнување на кривичниот законник. Значи, дента кога ја донесовме одлуката во февруари на пресконференција кажав дека собранието направи непоправлива штета на правната држава и на владењето на правото во нашата историја. И се уште стојам на тој став. Амбасадорот на Европската Унија Михалис Рокас вели дека оваа реформа е од пресудна важност и дека нема време за губење, бидејќи секој функционер кој сторил криминал треба да сноси соодветна одговорност. Не е само желбата да државата да ги коригира, туку да направи целосно испитување и да донесе нов кривичен законник кој ќе биде усогласен со законодавната рамка на земјите членки на Европската Унија. Одејќи подалеку од овие вредности, се однесува на многу други области, се однесува на еколошки права, на безбедност на сообраќајот, на дезинформации, на шверци, злоупотреба на деца, насилни бракови и на насилство. Владеачкото мнозинство изготви преодни решенија на кривичниот законник за, како што вела, да се спречи амнестија на криминал во над 200 предмети. Во Министерството за правда е формирана работна група која интензивно работи на изработка на целосно нов кривичен законник, кој е дел од реформската агенда и ќе биде усогласен со европските директиви и стандарди, чија примена се очекува во 2026 година.